Задолженоста на училиштата во општина Кочани е толку голема што достигна над 700.000 евра и представува реална закана да го стопира нивното нормално функционирање. Подолг период, сите образовни установи се оставени без пари што им се неопходни за покривање на основните трошоци, па состојбата може да ескалира со блокирање на сметките. Јавна тајна е дека такво искуство има еден од директорите, чија сметка не функционира извесен период, а потврда за тоа дојде од градоначалникот Илиев на минатонаделната пресконференција. Точна ви информација дека едно од училиштата е веќе блокирано, а друго училиште е пред блокирање. Моја задача, покрај тоа што веќе направивме обиколка на поголем дел од училиштата, да ги погледнеме и состојбите, и со задолжувањето, и со моменталната ситуација каква е со грејењето. Остана уште 2 училишта да бидат посетени од моја страна и да ги тамо констатираме и проблемите, и она што луѓето го очекуваат од нас, односно раководните лица го очекуваат од нас, во кој дел ја очекуваат најголемата поддршка, а после тоа средби со доверителите првин во образованието. Решавањето на задолженоста во образованието е прв приоритет што ќе го решава новата локална власт, додаде Илиев, при што соопшти милионски суми што ги должат училиштата. Основно училиште Свети Кирил и Методи 6.616.773 денари. Основно училиште Никола Карев 8.198.961 денар. Основно училиште Малина Попиванова 859.393 денари. Основно училиште Раде Кратовче 1.019.667 денари. Основно училиште Крсте Петков Мисирков 1.085.185 денари. Основно музичко училиште Ристо Јуруков 238.072 денари. Гошо Вегетиев 24.131.151 денар. Таму ситуацијата е најдраматична. И Љупчо Сантов 1.161.034 денари. Или вкупно 43.310.236 денари долг на училиштата. Повторувам, најголемите износи се по основ за превоз на ученици. Факт е дека досега Министерството за образование не обезбедуваше доволно пари за превозот на учениците преку блок дотациите, па училиштата влегоа во магипсан круг на задолженост, што на крајот има сериозни последици и во работењето на локалната самоуправа. Затоа ќе треба повторно да се достави предлогот, што беше усвоен во март од тогашниот состав на Советот, а според кој општинската администрација се задолжи да побара од Министерството да направи нов начин на распределба на средствата за основното и за средното образование.